Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд се луѓето од петок. Дами и господа, и покрај сиот телевизиски хаос, вие се наоѓате на вистинската фреквенција за хумор, забава, едукација, сатира и повремено гледање на карти. Добре дојдовте во еден на еден, заедно со човекот што многу се нервира кога ќе снема тоалет хартија, Шарко Димитриевски. Што бре? Што? Украда. Украда гитарата. Да. Кој бе? Роми. Сигурен си? Да, Знаеш дека тоа е многу лоша... Не, озбилно Роми, брат. Како бе? Абе, овие што пеат тоа дим да ме ова. Да ме няма? Ето, да ме Сега тоа. кажеш дека Бобо ти ја украде гитарата. Не, тој е другите двајца истите. Ромите. А, Тие што освоија Американските роми? петка глава што освоија. Така е, така е. Што Майк кажа Тайсон. Пајак, бе? Што кажа? Човек, некогаш ми треба превод за Пајак. Лепак. Ова е една од најлошите работи, стварно. Да се разбудиш од кома, што генерално е добро, супер е. Но, ако се разбудиш од кома во Македонија е многу лошо. Слушај сега зошто. Например, замислете си ситуацијава. Ти паѓа во кома, се буди после 15 години во Македонија. Не знае ништо и се случи ова. Еве една мини драма. Која е година, бе? Смири се, докторот. 2015 е урете. 15 години сум во кома, смири се, окей, се окей. Кажи ми брзо СДС, уште се на власт. Не се, ВМРО се на власт. Лјупчо, а? Знаев дека ќе дојде на власт, а го зафркава оние од К15. Нема веќе К15, они не постојат. Како ги нема, бе? А шо има на телевизија, бе? Па серии има на телевизија. Како серии? Беверли Хилс има пријатели, Речел, нешто Рос. Не, имаме Фатма Гюл, Созите на баба ти, имаме Малото памукче. Тој вели, бе, знаев дека, ама не вели, ајден ја нема, ја затвори, ајден. Па која сега приватна телевизија, бе? Па Сител е приватна. Сител, а? Лила е уште таму, Лата се уште таму. Па добро, да, Лата с Лила, да, уште се таму. Добро е. Барем има некој баланс, Лата се за СДС, МТВ гарант влече некај... Што е? Што е? Што мафташ? Па Латас, не за... Па кој е со СДС? Дарио. Кој Дарио, бе? Пејачот. Па не е веќе пејач, сега работи во One. Во што? Во One, тоа порано беше Космофон. Космо, што? Космофон. Мобилен оператор. Мобилен бе, да, за мобилни телефони. Како има мобилни телефони, си носите телефони со вас така? Да бе, со камери има цвет на нив, интернет. Шо е тоа интернет, бе? Абе, сите компјутери у светот се поврзани, тоа е интернет. Абе, зашто се разбудив? Зашто? И тоа не е се, пазите. 2015 година, автоматски, влегува полицаец. Изволте казна за прерано будење од кома, 250 евра. Евра? И докторот му вика, евра, тоа ти се 500 марки. Дајте ми брзо цигара да се смирам. Забрането е пушење сегде, освен на отворено, ако сакаш да одиш. Добро, шо правите кога сте нервозни? Па пишуваме статуси на Facebook и се караме со сите други ненормални, како нас. Facebook, ти да видиш тоа што е. Чекај вака. Дај ми, докторе, една ракија, те молам да се смирам, ќе побудалам. Не смееме алкохол после 7. Добро, цигари не смее, алкохол не смее. Шо правите навечер, бе, луѓе? Трето дете правиме. Мини драма, Пајак! Значи, ова е Спасе. Он најави дека ќе се јавува, ама ќе му направиме финта. Шо да правиме? Ај ќе му дигаме со други луѓе. Добро, ја реков прекина. Упорен, он е будал. Ќе ви правиме финта... Чекај, кој да бидам? Чом ќе бидам. Чом. Спасе! Ало, Спасе! Ало! Да, Заре! Бојате, ова е телевизија.
Каква ајде, нема, у затвор нели ајде? Ова е сител, Телма телевизија, повелете. Во, Повелете Телма телевизија. кај Телма на осмица ми е Телма мене. Не си ти, во. Пак ќе звони. Кој да бидеме сега? Гордана Јанкуловска. Ајде. Шо преш? Добро. Во, Ало, да. во, Жаре. Овде е еден многу поубав човек од Жаре. Кој, Ѓоко ли? Во, Жаре и Ѓоко се нула за мене. како нула? Не вртам нула, бројот твој го вртам. Немој ти да ми зборуваш за броеви, ајде да зборуваме за љубов. Кој си, жена, вој љубов ми нуде, аво. Зошто не ти треба Ало. љубов? Сега ќе види. Во. Во. Ова е емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место и вие немате право да зборувате без да бидете прекинати. Ти кој си бе ти кој свекрва во мизбу? Аво. Вие мене свекрва. Немојте да кажам каде Ало. бевте со свекрвата ваша во 2001 година, кога Нормален е шврцувавте вој. динамити и кога... Спасе пцуе. Грејота е, ке доста. Да му се јавиме како нормално. Хорхе? Еве, Хорхе. Ајде, Хорхе. Во. Ке председателот сум да... Грејота е, ке човекот, грејота. Ало, Во. да спасе. Жаре. Еј, кажи. Добивте конечно. Да, шо преш? Ми префрва цело време. Ева, добро знам. Ти многу јак си бе со врски, све си врски, префрваат врски. Не те разбирам, шо се кажеш. Во. Зашо се јави? Ајде, не одземај време. Дај да ти бидам ја нешто во емисијата. Бе. Не може да бидеш гостин, ти кажав 100 пати. Не гости, нешто да правам. Шо сакаш? Ајде, А кажи. ја да ти бидам косата. Што? Косата да ме почешеш. Како ми... Во, Ќе ти биде многу кејф. многу. Така. Чеше. Добро. Имало некој си јунак таму, велат во Влаја Хром некаде. Бил најдобриот фристайл рапер на балконот. Ние дојдовме да го провериме тоа. А он е фристайл рапер, се вика Пеше. И сега ќе му дадеме една прекрасна загадка. Значи, ако имаш големен шеќер во крвта, ти треба подобра циркулација, чајот да ронија и брусница. Циркулација, Ако имаш малку појќе шеќер у крвта и ако ти се појават масти во неа, кој за прв пат аронијата ќе спречи и ќе лечи, па ако имаш и брусница слободно миксе и сечи себе дал за ваква комбинација, зашто е добра за сеа пред се за подобра циркулација. Читате нашата една страница од Тел Модерно, информирате се за дневните настани од Нова Македонија. Ако сте гладни, направете си ужина со ПКБ-ско. Сега започна да го имаме парот со можеби најубавите гласови во еден дом во Македонија, со сигурност едни од омилените пејачи во Македонија. Најпрви почнуваме со господинот во куќата, а тоа е еден од навистина најубавите гласови, не се зезам. Наум Петрески! Наум млади дечко Петрески! Како си? Видете го Наум, еј! Ghostbusters, who you gonna call? Наум Петрески! Кој се сеќава на оваа песна, има над 30 години. Ова беше хит. Нели?
хит столјече. А Blues Brothers гледаше? Како не? Ги гледаше Blues Brothers? Со Белуши и со Ден Екроид, Како не, така? како не. Ден Екроид. Сакаше да бидеш глумец као мал? Не. Па не баш, глумец али за музика да, секој пат расположи. Од мал знаеше, ќе пеам и крај, тоа е. Од 3 години. Да, стварно ли си се степал со некој што ти рекол нема да бидеш пеач? Не. Ова не го измисли, значи немаше никаков факт. Дознав дека ти кога одиш на риболов, со недели одиш. Не баш со недели, по 2-3 дена сигурно. Толку си онака по риболовот. Да. Мераклија. И по ловот и по риболовот. И по лов и риболов. Ау, имаше една чуена слика со дива свиња, нешто ти беше качен, така, популарна беше. Да. Ја знаеме стига да? Малечка беше. Знаеме, тука знаеме. Наум Петровски дивата свиња. Само 240 кила беше така. И Тија- заби од тија 29 пукна? сантими. Ти ја пукна лично? Да, верно. А Шо ти е најголем улов за риби збориме? За риби, крапче. Не е Зуица Лазова? Иак, овај... Местена беше ова. Да беше ова. Местена. Крапа? Па види, такви крапој се ufаќал многу. Да. Сега чекај, со Андруш, Андруш го знаеме, нема потреба да кажуваме кој е. Добро. Андруш и ти сте другари, ама не од скоро, од порано. Од порано, да. Така. Многу се изненадија, нели 10 години. ви имаше на Буба Мара заедно, испеавте. Сега снимате и песна. Ја снимивме и песната и снимавме и спот дури. И спот дури. Па тој не е негде по туѓина по Не, светот. ја откажа картата и на 12. Па него кошташе тоа? $800 само. $800? Ти му ги даде? Не, па сам си ги заработил. Сам си ги заработил. Чекај сега, Андруш е професионален Шофер, да. шофер. И го нема со месеци. Па нема кој ќе влезе во камиони. Нема бегање од Сега тоа. од март влегување кој ќе замени на 12 март и во август ќе го остави. Леле, а дали си чул ти за тебе има една мисконцепција, ја мислам дека пошто повише луѓе ми ја кажале дека си бил шофер порано, а врска нема. Со Б категорија ако има такви. Значи врска нема. Ево, ти си го чул и ти тоа? Како не? Од каде бе тој Ама му добре. ти се? Не сакав никој пат да реагирам, нека стои така. Нека се да. Иначе- Значи, ти си најголемиот шофер меѓу пеачите и најголемиот пеач Пеач меѓу меѓу шоферите. шоферите. Со Андруш се јадете. Па Со се- Андруш се јадете. Шофер сум секоја година прам по 3-40-50 илјади. Со настапиве, а? Али дури живеев во Струга, тога беше па драстично многу, 120-130 илјади годишно. Ти си знавозо. Многу. Една од овие твои антологиски имали песна. Имали песна, да. Добива на Валандо прво место Гран При на времето. Да, сите награди ги собра. Колку има? Нескромно кажам. Нескромно, сега ја нешто ќе кажам, не знам дали знаат луѓето или не, а ти ќе потврдиш или не. Има ли вистина дека ти не си требал да земеш награда, напротив дека местена била работа, а требало друг да земе? Нема шанса, ја бев дебитант таму, значи немав никаква врска, нити публика моја, видиш. А од кај е муабетов, ај кажи ми сега, што требало да биде? Може би некој ги ја местел, да. Има нешто такво? Ја знаеме кој е местел и за кого. Да, добро. И Да не кажуваме јавно. како реагира овие, да речеме, местачи кога ти лапна се? Па се уплашија, да ти кажам, бро. Не им беше седно се, вложиле толку средства, пари. А ти дебитант. А јас се појавам од нигде и ги собира вака сите награди. Колку беше наградата? Браво. Колку беше тогаш цената, мислам, колку беше Парично парично? беше, мислам, околу 1600 марки награда. 1600 марки, Така, негде да речеме 3 и кусур евра, whatever, колку и да. Од прилика скоро 20 пати помалку од што е се, Од сега е 60. 20.000 евра, човече. Да, ама затоа не учествувам. Си спотепа. Сериозно? Да, малце почнува колеш да биде, а? Бега и подалеку. Не ти се допаѓа тој концепт на давање огромни пари по фестивали и чуда? Не, јас и на премиерот кој имав на состанок му кажа дека Со преголем. премиерот на состанок? Да. Па што иста годишна сме ние? Да ти има по овие снимки, веј. Мене? Може. Да не те слушаме. Еден од утре. 20.000. Па 20.000 многу се. Може да има, може. Ти имаш дома со Зуица заедно, Зуица, ајде да ја внесеме уствари кога збориме така. Ајде да пулса Зуица Лазова, нека дојде. Каква дама! Каква дама, Зуица Лазова, everybody! Да не те растурам, баш си Абе, остај. средена. Шувала ме на шминка. Запознај се со гостината, ова е Наум Петрески. Направи место со неја, сакам да седам. Колешка. Зуица, седни ти до мене, остај го овој. Шубо си се накрепи.
Абе, Вишува оди ти се не сега. знаеш со кој си имаш работа. Седи си мадро добро, таму. седи. Знаеш како? Знаеш Седи што мадро зборевме? да не бидеш модро. За риболов правевме муаве, нешто 10 трски вака така, па вика му требало многу време да ги нареди трските, па морал и по 5-6 дена да оди. Да. Беше некогаш по 5-6 дена, сега по 2-3 дена ми се гине. До Толку? толку стига некаде. Обично Мали, да тиквеш. од 6 на 3 ги направи. 6 на 3. Со телефон оди барем. Абе, вика дека нема прием таму на тоа. Епа нема она, далеку на изворот. Така е. Така, такво било местото таму, на Тиквеш обично. Кај ти се случува номе? Тиквеш кој, да? Тиквеш, да. Вие дома имате 4 слави во годината. Да. Значи ти имаш Наум, именден тоа како му Да, и летен Ај. и зимски свети Наум го И славам. летен Наум и зимски Наум. Точно, да. Така, трета слава која е? Пречистание куќна слава. А тоа Тоа е е кучната. куќината слава, Поведение, да. Добро. А другото Света се како пречиста. они викаат И- визити. Како? Визити викате вие, Па така? визити, да. Добро. Ама уште една имаме 5, не. Чекај, А 5 Свети слави Јован? имате. Забораваш. Браво. Која е? Сега јас молам еден аплауз за Која нас. аплауз? Бидејќи Меморијата тоа ме е- држи. Да, и тоа е слава. Зуица има толку многу слави што дури ги заборава. И И тоа сега баш зашто дојдовте твојата. вие? Па слава вие. Да не кажам, таа јас им ја донесов у мирас. Свети Јован, а тие веќе го славеа Свети Јован. Тоа е Значи, веќе тоа. некогаш во Лабуништата. Зуица, и какви ви се слави, бидејќи вие сте во најавата кажав, така едни од најпознатите музички семејства да речам, и такви си славите, се пее, се игра, се весели, А, да. зурли, тапани. Па овде ни идат и доста од Од други градови? Колеги. колешки, колеги, така да весело, да. Нели ви Да. доаѓаме до овде од пење, па се и Не. дома да морате да пеете? Ама понекогаш се случува и По некој тоа. пат и тоа. Понекогаш се случува и тоа. Напротив, по некој пат знаеме и CD да не пуштиме и радио да нема. Ај малку да ме кнееме. Да, ај малце да си позбориме, да си кажеме што не сме си кажале, бидејќи денеска е реткост човек да се види со пријателите, Така токму е. на славите некако сите ќе најдат време да се видиме и да дојдат и да да си направиме муабет. Вие настапувате по свадби, имате своји концерти, гостувате на други концерти, значи разни свирки, Да. разни цело време. Од прилика да речеме месечно, по колку е што е зафатен месец? Што представува зафатен месец? 10 свирки? Не, ја никој пат не фаќам по толку свирки, Помалку држиш? помалку, да. Значи си сакаш време за себе да си Да, имаш. да, да, Браво, бе, две до три браво. настапи. За да може на риба да се отиде. Лов, риболов. Така. Па сега имам уште една тајна ќе ви отворам овде сега. Ќе садам павлонија, интересно дрво едно. Што? Брзо растечко дрво едно. А зашто е тоа? Интересно е. Плодот е нешто? Не, то не плодот, него неговите цветови, тоа расти 30 метра. Огромно и тоа за брзо време, за 6-7 години. За 6 години Расте, расте толку. да, огромно. Амбе. И сакам да почнам и со пчеларство да се бавам. Тоа е- Ама бе, што ќе правиш? Па кошници со пчели, мед. Чекај, што ќе каже Зуица за тоа ние да иде? Ти остај и си се бавам со ова, сега ќе Ништо почнам што пчеларство. што велеше ти нешто да почне вести, нешто да чита некој А ја му ова викам она, вести да, да чита. добро, јас. Па можда тука уште некоја работа у Алфа ќе ми дадат. Нели? Да, па и ти пробам зафатена јас. да си. Да видам. Па да му парирам, не за друго. Слушај, ти едно време беше многу по снимања цело време, зајди, кога сфати, ето Зајдо. си кажува, зајде од снимање, зајде. Тоа си тера одамна, ама сега имате еден новитет, бубови е во екипа, па има и скечеви, има и глумење, Освежување. освежување. Како се снајде со скечевите? Океј беше? Како? Грло му јагоде. Размислувањето 5 секунди траеше. Така? Као ти влагаш во скечеви, нели се укинува тој да не речем шаблон што го имавме или концепцијата. Добро. И сега одиме нешто друго, нешто поведро и добро и кој пак има скечеви, ќе биде Бубокаров, ќе биде Јасмина, Ти ќе видиш. газдарица Газда и вие вика ќе бидете у кафаната ова она, пејачка со музика. 5 секунди. Добро, фала, може. Ќе бидам. И така тргна. Добро, не е лошо, мене Дали ми е... Ти како мислиш, се снајде кој што треба? Па мислам дека се снаоѓам. Наум се викаш ти? Ја мислам дека е интересна концепција за, знаеш, се разбија на монотонија, знаеш, сега Живна? музика само и стално оние исти монотони прашања, кога вие започнавте со вашата кариера? Па сум кажал милиарда пати.
Дај нешто ново, така, нешто живкасто. Вака шоу, емисија така. Абе кјути шоу, што да ти кажам. На Бубамара поинако звучеше. И ти зема Бубамара кога сме кај Бубамарите. Каков е, баш апропо муабетов дека имате толку многу багаж на настапи за себе. Каков е соодносот хонорар бакшиш? Како оди? Еден према никој пат не сум работел за бакшиш, што е така? прво и основно. Браво. Јас сум стриктен со цени, бакшиш на свадби. Сакаш да платиш? Ако има. Да. Али се дешава, фала Богу, да има некаде по 2-3 евра, например, бакшиш. Уи, машала. Се случило и тоа? Не е нашало, тоа вистина. Браво, Наум. Браво, случило. Ево ќе ви откријам уште една тајна, ми се случи мене во една вечер, да речеме, уште марките беа. Добро. Тоа е, уште не бев ни познат. Во едно мало кафанче во Вевчани, кој што одржеше мој сват, другар и пријател. Во една вечер да земиме 12.000 марки и 3.500 швајцарски франки. Па види се колку може да се заработи. Па види се колку трошил на време. Машала. Ете зошто свири 2 пати месечно. Шокемо е да свири. Порано имаше многу пари тоа. Сега се Звица, со порачки, како се сноѓате? Тоа мислам дека ви е едно од поттешките онака моменти во професијата, да ти дојде некој пријател. Свече за нив купувам. Пример, има и така. Има, нели? Знаеме дека ги има. Јас сум еден од тие. Леле, има. Која е тактиката, Звица? Има секакви моменти, но која научил лекцијата на сето ова, значи знае како да се однесува и во такви моменти, кога е нели моментот да се пружи отпор, нели малку. Так. Кога е моментот да нешто можеш ти да проголташ, во смисла да не го навредиш тој некој кој што да речеме 364 дена во годината е супер, ама тој баш ден ете му се случила се напија па ја бара она или ова. Можда малку и на непристоен начин, меѓутоа се има начин да се нели излезе на крај и сето тоа да биде културно. Сепак. Тоа знаеш како се кажа. И да не расипеш на некого веселбата. И не знаеш која будала ќе ти дојде. Која будала ќе ти дојде, реално е така. Македонка станува тинејџерка. Што правиме со тоа се? Знаеме. Па подруго е мал. Подруго е, а? Добро, се малу се осеќа нешто околу оценките, така малу. Не се училе ова, малу музички како стоиме со Македонка? На фејсбуците тоа нешто. Е добро, Фејсбук таква работа си е. Јас со Македонка водам борба, бидејќи сега најинтересно е да се пријавела на чекај, која беше тоа? На Звезда Пинк. Звездички, не знам таму. О, Пинкове, тоа Звездички. Да, Звездички со 13 години, Звездички да била. Не иде у обзир. Така и кажа? Не ја пушташ, а? Боже, ба. Ниту тој, ниту јас сме согласни. Зошто на нема потреба од такво нешто. Изуице, зошто например? Зошто си прави стресови што малечка? Да. Така? Ба. Нека созре. Сето тоа е една голема машинерија, луѓето баш и не знаат околу тоа. И сето таа една стресна ситуација нема потреба. А кој е ќарот од сето тоа? Да, фидбекот кој е? Ајде, кога се повозрасни, нели сакаат да бидат популарни, па сето тоа понатаму ќе го нели уновчат. Друго и времето што го трошиш на 20, друго овде кога треба на училиште, кога нормално. Тинејџерка не знам колку е тоа. Тоа е многу погрешно. Знам, меѓутоа го ќутам де ќе биде популарна, ќе биде по Да. Ќе има повеќе пријатели на Facebook или не знам како. Ќе стане девојка на Џастин Бибер можда. Не бе, не го сака тој, не го сака. Баш Џастин Бибер не го сака. Браво! Само таа не го сака. Браво! Ич не го сака, не. Е сега, ова оди кај Зуица. Тоа оди кај Зуица, ви бе ме фатио. Зуица, земи ги и овие, да видиме, така ни жолти картончиња. Е сега, што правиме? Јас поставувам прашање. Професорска работа, пак кај мене пенкалото, ај се, пак маркери, пак пиши. Поставувам јас прашање, Наум го одговара усно, Зуица писмено во исто време. Па ќе видиме дали ќе одговорат исто или нема да одговорат исто. Каде ја поминавте првата брачна ноќ? Не одговарај. Да напише прво Зуица. Не одговарај. И не гледај таму. Не можам ни да одговорам, заборав. Одавно беше тоа. Оп. Се уште никаде. Па они не се во брак. А за тоа ли ти не си? Абе чекај, стоп.
Некој од немање Ова време... е проба, проверни уште. Ова е тешко. Јас сме уште на проба. Зема. На проба се види ги мандуки. Ова е треба Во добра. кое училиште Наум има завршено основно? Јас? Не кажуе бе? Брада, а? Не знае. Средно? Може средно? Ама не знае ни како се вика. Не знам како се вика, ама ќе кажам, не знам. Ај, нешто пиши. Па не немаш средно, еј. Знам дека има гимназија. Имаш гимназија? Да. Каде? ЦСО Нико Нестор Струга. Нико Нестор Струга, браво за Нико Нестор Струга гимназија. И едно Јас пак прашање, знаеме нешто. едно прашање за Зуица. Баш си уживаше човекот кога свиревте. Цело време си цупка со ноџето, ти му прекина. Па ти дека викна, ти ми дај знак. Мајте. Сакаш да... Шуба Кој свирка. е омилен странски актер на Зуица? Јас знам. Ајде да види. Ја не знам, он знае. Па те Епа, приметил таму кој ќе се потече, појави. Ау, чек. Ретко ги гледаш тие. Овие филмови. Ајде, да. ајде. Обично почнува да гледа 15 минути, крк, си заспива. И ја цела ноќ лукава. Не ја држи многу. Ајде да видиме, кој е? Антонио Бандерас. Ајде да видиме Ама го тука. заборави овој другиот бе. Кевин Кевин Костнер бе, како Бандера. Ама прво и беше Антонио Бандерас. Беше? Вистина? Ја ќе ти кажам зошто ми беше, да, Ајде. Антонио Бандерас. Ако виде дека е низок, ама уствари. кога видов ти е многу низок, Виде дека ми е удоб да си рече. Науме македонскиот Бандерас. Види го како е со косата. Че почнеме по бандери да се качува уште малку. Уште малце по бандери ќе оди. Ева на јонака високи сметки ни закачи се. Супер. Е, чајчиња за да ги држиме грлата топли и па сега во ова здрави. време на настинки да ти кажам убаво ќе Ќе ни ви се дојде. најдат? Јас се Еве, губам тамам во камилица. чајот. Сериозно? И ја да ти кажам. Баш ми е кејф. Секој дневно. Баш ми е кејф. Сакам Чај, да видам мед, како тебе, лимон. Наум. Наум, Петровски Зуица Лазо. Браво, Мекс. Браво. Добра природа. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид Скопје. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% Гуте фрухте. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Ама не ми кажи многу клања дењето и ѓути, тоа, чекај, странки њима, блика. Guten Abend. Wo ist der V-Park? Како не знаеш право по Теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не оиш по него, оиш по Ленинова. И тука ти одма пиши, бум, парк. Ти приметиш врие жени на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрухте 100%. Време е за вториот наш гостин денеска, еден од најредовните гости, можам да кажам, во еден жива легенда на македонската музика, мој музички идол сум кажал многу пати, Владко Стефановски. Владко. Многу работи за тебе има да се зборат. Прво да кажеме дека имаш концерт на 21-ви. Прво да ти честитам Бубамара наградата. И јас да ти честитам Бубамара наградата за албумот Сеир. Еве го албумот Сеир. Кога сме веќе кај тоа. Да. Оп, еве го. Сеир. Врвен албум. Благодарам. Јас гарантирам за тоа. Благодарам. Кажи ми вака, 21-ви малце поинаков концепт пак правиме, значи гудачки оркестар, словенечка. Да, филхармонија. Кај се најде со нив сега? Па мислам, они ме најдоа мене пред неколку години и ме поканија да бидам гостин
и во нивната, во салата на Филхармонијата Словенечка отсвиревме многу добар концерт заедно со Васко Атанасовски, саксофонистот. И после тоа тој проект кој го викаме Fire and Ice некако доби живот. После тоа бевме поканети на Лент фестивал во Словенија. Во Словенија исто во Марибор, а лани имавме еден спектакуларен концерт на Open Air Љубљана, Конгресен трг, пред едно 3000 луѓе. Навистина беше фасцинантно. Се планира да оди као турнеја ова Па нешто не, или знаеш како, секој проект има свој живот. Ако не побараат на разни фестивали, ние ќе одиме и ќе свириме. Доколку имаат они термини, доколку ја имам термини, доколку успееме сите коцки да ги сложиме. А тоа е менаџирање зезното? Па најтешко од се е да сложиш термини. Тоа. Ако сакаш да соработуваш со некој музичар кој е доста распродаден, треба да му ги уловиш термините, а и своите да ги прилагодиш на неговите или тој своите да ги прилагоди на твоите. Со Kings of Strings така беше? Тешко беше? Па ние напора? Со Kings of Strings Томи Емануел е најзапослениот гитарист на свет. Он има од 300 годишно има меѓу 250 и 300 концерти. Не можеш да го уловиш никако. Кој сака CD, гитари не можеме да дадеме, тоа е многу, не сум опра сепак. Ама кој сака е албумот Сеир на Владко? Има ли некој што сака? Има. Ајде, ти не може да добиеш. Ајде еве девојчето да чуеме. Се што треба да направиш е да одговориш точно на прашањето од Владко и Владко ќе ти го потпише. Колку години имаш? 27. 27. Па кажи ја групата во која сум свирал. Лепи сол. Браво. Магија. Одговорот е точен. Како ти е името? Марија. Марија. Еле колку лесно. Ајде таму господинот. Сакаш ти да одредиш кој ќе го добие? Па не знам, е прашање мислиме. Е него дечкото таму крени горе највисоко, ето. Океј. Многу едноставно прашање. Како се вика гитаристот со кој често се работувам, малку личи на мене. Многу личи на мене. Свири акустична гитара. Исти се. Мирослав Тадич. О, браво. Точен одговор. Како ти е името? Миле. Иначе сакам да прашам и нешто друго. Точно дека првата песна од албумот Деветка е снимана за 2 сати? Драги мој, целиот албум е сниман за 2 дена. 2 дена. Тоа го знам дека е за цел ден. Тоа беа партизански времења кога тешко се влегуваше во студија и ние како млад бенд навежбани као пушка пред пукање. Ќе влеземе у студио и све што имаме ќе истовариме за 2 дена и немаше многу време. Ајде дечки. Ама тоа вижи скапичко беше снимањето, така? Не беше прашање на пари, беше прашање на невозможност да влезеш у студио. Првиот албум е снимен во Нови Сад во студио М. А првиот албум е објавен во продукција на ПГП РТБ Београд. Така што ПГП се побрина за тоа студио ние да го добиеме 2 дена и тоа е тоа. Со кого снимавте од прилика тука во слични денови? Кои беа групите други? Што го има студиото да речеме, се сеќаш? Со кого се разменувавте низ ходници? Тие денови со никого, меѓутоа само да ти кажам кога вториот албум го снимавме во Београд, сите ни беа гости. Така? Оливер Мандич беше редовен да ги гледа нашите сешнови. Само за гледање. Доаѓаше редовно да даде некој совет, ова измиксајте го вака, така, онака. И меѓутоа привлекувавме големо внимание со нашата појава и со нашето свирење и со тоа што го работевме. Лепи сол едни единствени. Ај прашање за Владко друго? За албум се работи. Кој прашање за Владко има? Друго прашање за Владко? Ајде тука прашање за Владко да видиме. Михаил. Михаил? Да. Михаил, добро. Само да прашам Владко дали поќе преферира Стратокастер или Телекастер? Или Джипсон? Сега ќе ти кажам. Поише преферирам Стратокастер. Тоа е една гитара која е како да слетала од некоја друга планета. Кој ќе погледнеш Стратокастер гитара и кој ќе сватиш дека е тоа дизајнирано во 50-ти години, толку откачен дизајн, толку модерен дизајн, толку надвор од сите можни дизајни на било што. Не си гитарист? Тој кореспондира со тој дизајн кореспондира со оние кадилаци и бјуици од 50-ти години, тогаш настанал рок-н-ролот. Затоа ја сакам многу, ја имам неколку Стратокастери и во последно време свирам Стратокастер. Ти не мора ништо да те прашувам, ти веќе ме праша нешто што ме стимулира да го добиеш албумот. Ето кажи ми го името. Михаил. Да не имаш некоја таква гитара?
Дали имаш таква гитара нека? Ја имам страт, ама Blade. Имаш страт? Да. Оригинал, Fender? Не. Не, Blade. Како би имаш? Ја имам Behringer. Озбилно. Тие се најдобри. За Михаил. Еве Михаил, Напишано, заслужено. подпишано. Заслужено. Ете го маркерчето, одлично. Whiplash го гледаше филмот? Како не го гледав? Што мислиш? Види, бубњарчето и главниот глумец, бубњарот е одличен, меѓутоа со брат ми имав расправија на таа тема. Ја мислам дека не постои професор по музика кој така се однесува кон музичар. Затоа што е тоа против сите законитости и против целиот морал на учење музика. Така можеш да бидеш во војска, а во оркестар не смееш да си таков аутократ и толку да глумиш генерал. На тој начин. Джеки Симонс ваму. А знаеш интересна работа? Да ти кажам, не се слагам со тоа, нешто е строг. Он е фрустриран, он е несреќен човек. Не треба да ја шири таа своја фрустрираност и несреќа околу себе. Поготово не на млади луѓе. Абе чукнете, што да му правиш? А дечкото беше феноменален. А Горан што викаше, брати? Горан вика дека на крај приказната за Чарли Паркер го оправдува неговото такво дрско однесување. Демек Чарли Паркер за малку ќе загинал од чинела што бубњарот што му ја фрл да сакал да му ја скине главата. Така. Не е тоа комуникација меѓу музичари. И Майлс Дейвис, кој бил најстрогиот бенд лидер на свет, не се однесувал така. Ти да речеме каков си како бенд лидер? Бидејќи си бенд лидер, треба ги прашаш тие со кои сум свирал. Што мислиш, што би рекле? Пример Џоле Максимовски ете да речеме. Прашај го, еве ќе ти биде во емисија или веќе бил. Не знам, више снимаме многу емисии од еднаш. Појма немам да ти кажам. Јас одамна сум сакал да прашам нешто испитно. Роден си во Прилеп. Да. Која е приказката тука? Како си, кога си дојде во Прилеп? Се родени многу, можеби најголемите уметници од Македонија се родени во Прилеп. Така? Тоа е затоа сум тамо роден. Си морал да се родиш тамо. Така. А во Скопје кога доаѓаш? Како е запознавањето со Гаро Кокан? Како доаѓа? Слушај, јас сум по дедо стар скопјанец. Меѓутоа татко на службен пат. Разбираш? Затоа сум ја роден. Разбирам, човеку, тето сум роден за мајка во медицински центар. Ама јас сум горд на тоа што сум роден во Прилеп. Затоа што Прилеп има Маркови кули, Прилеп е централна Македонија и Прилеп е Tobacco Road. Tobacco Road. Тоа е град на блузот. Таму има блуз. Така е. Така е, македонскиот New Orleans. Така е. Одлично. Да привршуваме од прилика тркалото да го добиеме само. Ете во тркалото, а во меѓувреме ја да те прашам нешто, ние сакаме во екипата сме огромни фанови на Лепи Сол, да ти кажам. Ценам. Огромни фанови. Љубиша нашиот хедрайтер, можам да речам главниот сценарист, сака да праша, тој таму, ова Калабалак, од кај идејата за Калабалак? Општо како збор, кој му текнало Калабалак да стаи? Гледаш, стално, па мислам дека најверојатно мене ми текнало. Ти си? Да. Тоа се интригантни зборови. Калабалак е гужва луѓе, тоа се нормално, па зар не знаеш. А плюс, Калабалак се чита и од таму и од ваму исто. Тоа си го приметил? Многу јако, сега го приметив. Кога ми го предочи. Калабалак, Ана воли Милована, Калабалак. Да. И плюс е интригантен за овие западни краеви, они не знаат што тоа значи. Као што не знаат ни сеир, што значи, па у секој интервју морам одново и одново. Зошто Владко Сеир? Да, бе, да, те разбирам. Ова тука е блиц прашања, 3 ќе свртиме. Дали си свирил гитара во? О, ме. Во метро? Ме фати неспремен. Па си свирил само во метро не сум свирил. А знаеш дека ми е животна желба да застанам, да седнам или да стојам во лондонско метро и да си го проверам рейтингот, вистинскиот рейтинг. Без да те знаат? Па знаеш што е проблем? Што ќе пројде некој балканец и ќе рече, еле Владко, на шта си спао? И ќе рече... А верувај ми, имам луда желба тоа да го направам. Да си седнам, да отворам куферот, да земам гитара и да свирам. Па да видам дали си Владко Стефановски или си лузер некој најголем? Не си лузер, бе. А не, ама знаеш што е? Тоа е мерење на рейтингот. Тоа го правеле врвни виолинисти, че искочат, никој не им фрла банка, човеч. А он свири у Карнеги хол. Чекај, што ќе ти смени тоа? Хипотетички, ако не ти фрла банка. Сериозно, нешто ќе ти смени? Треба човек, нема ти смени ништо, ама треба човек не смее да комфортно да лежи на своите ловорики. Мораш да си правиш себе си челендж, да се предизвикуваш сами од себе си на
да се преиспитуваш едноставно колку тежиш. Така, ама мислам ќе се сложи публиката, ти како Владко Стефановски не ти треба човеку, ти си докажан 500.000 пати. Ама не се работи за докажување. Се работи за себе. Ама ко сам пред себе да ти е сам некако. пред себе, испитување, да. Треба да си, ајде, не знам. Абе, доста со тоа метрото. На свадба си сум свирал на се. Сум свирал на свадба, сум свирал. На дрво си свирал? И тоа кај пријател на свадба. Кај си свирал на дрво? Сум свирал под дрво. Па не е на дрво. Малку фалело да биде и на дрво. Ова сакам да разјасним. Уште ова е готово. Мислам дека имам фотографија на дрво и тоа Бодан и ја на дрво качени. Па докажем. Со гитари, 100%. Ова да разјасниме. Нели сите гитаристи имаат свирено во ВВЦ многу пати? Заради звукот? Кеф им е шорт реверб. Шорт реверб, дури ако е акустична, увцето си го ставаат на Не, тоа е Мисконцепшн. Не одам со гитара УВЦ, стварно не идам. Стварно? Не. Со весник? На скали да. На скали одам ради звукот. А во црква си свирал? Како не, многу пати. Како не, и во катедрала и во црква, како не. Заради настап или? И ради настап, да. И ради настап и онака. И ради снимање, и ради настап и ради снимање. И ради снимање, точно. 21 уште еднаш, универзална сала. Еј, супер, фала за чаевите, ги пијам. Дека ќе пееш можда, кај да знам. Леле, фала многу, фала многу. 21 универзална. Вие што добивте да си ги земете албумите Fire and Ice, Владко Стефановски заедно со Васко Атанасовски и камерниот гудачки оркестар на Словенечката филхармонија. Ете така, Владко Стефановски беше ова. Благодарам. Фала ви. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100%. Гуте фрухте. Одлично си поминавте. Супер беше. Заслужено е оно што го доби на Златната бубамара, односно Златната бубамара. Очекувавме повеќе, ама очекувавме дека повеќе време ќе се снима во таа смисла. Но ова е навистина задоволство, човек да се насмее и малку да се опушти. Сосема една поинаква емисија од сето оно што досега сме имале прилика да слушаме.